Во ова издание, недопустиво е јас да кренам рака против Македонија, рече денес во Скопје бугарскиот премиер Бојко Борисов, негирајки можна блокада на државата во ЕУ. Бајден наспроти сите демократски кандидати на вчерашната дебата во Детройт. Климатските промени закана за исчезнување на крайбрежните градови. Следуваат детали. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓорѓиевска. До октомври државите мора да постигнат компромис чие Гоце Делчев, со што не сакам ниту да помислам да ја блокирам државата во Европската унија, рече денес во Скопје бугарскиот премиер Бојко Борисов. Тој се извини за, како што рече, ненамерната грешка, оти ги нарекол граѓаните северномакедонци. Повеќе детали на нашата веб страница, а во продолжение за вчерашната претседателска дебата во Детройт. Поранешниот подпредседател Џо Бајден се соочи со критики од неговите против кандидати за здравственото осигурување, криминалот и расната поделба во текот на вчерашната претседателска дебата во Детройт. Влегов во трка за председател да го обновам духот на државата, рече Бајден на отварањето на дебатата. Тој го критикуваше планот за здравствена заштита на сенаторката Камала Харис, велејки дека е збунувачки, зашто доби контрреакција од Харис, која рече дека не успел да го свати, оти не го прочитал. Бајден се спротивстави на плановите за здравствена заштита на другите демократски кандидати, велејки дека треба да се подржат промени на Законот за здравствена заштита, познат како Обама Кеар. Сенаторот од Нью Џерси Кори Букер го нападна Бајден за подршка на кривичниот закон од 1994 година, кој довел до непропорционално затворање на афроамериканците. Бајден одамна предложи нов план во кој се повлечени клучните забелешки од првичниот кривичен закон. Градоначалникот на Њујорк Бил де Бласио го нападна Бајден за одбивање да одговори на прашањето дали го советувал поранешниот председател Барак Обама да стави крај на депортацијата на 3 милиони недокументирани мигранти, главно од Централна Америка, кои ја поминаа границата САД Мексико, кога Обама и Бајден беа на власт од 2009 до 2017 година. Неколку демократските кандидати зборуваа за импичмент на председателот Доналд Трамп, на крајот сите нагласувајќи дека ќе направат се за да го победа Трамп. Американскиот државен секретар Мајк Помпео е во Тајланд на самитот АСЕАН, кој доаѓа само неколку часа по последниот тест на балистички ракети на Северна Кореја, второ лансирање на Пјонгјанг за помалку од една недела. Помпео е домаќин на состанокот на САД и АСЕАН со неговите колеги во Банкок, велејки дека многу од нив имаат визија за безбедност, мир и просперитет во Индо-Пацификот. Климатските промени може да доведат до исчезнување на крайбрежните градови, стравуваат научниците. Таков пример е град во Велс, кој веќе се соочува со ризикот. Кевин Енокс има повеќе. Малиот крајбрежен град во Велс, Фейнборн, е прекрасен, но е под морското ниво, а полека но сигурно расте нивото на водата. Бавното надоаѓање на океанот ги принуди велшките политичари да предложат преселување на жителите на почетокот 2045-та. Градот би бил под вода целосно до 2055-та. Локалните жители, разбирливо, не се стрекни. Сега од градскиот советник кажуваа дека ќе го уништат целото меѓу 2045 и 55. Зошто? Покажете ни ги наводите дека толку брзо ќе се случи раст на морското ниво за толку куз временски период. Но научниците се загрижени дека океанот порано или подоцна ќе го поплави Фейнборн. Природната еволуција на крајбрежјето е мощна и бавна, но може да се забрза. Например, ако има сериозна бура или невреме, промените се случуваат брзо и може да бидат катастрофални. Паѓаат цените на куќите. Локалците не знаат што да прават. Непријатно ни е што не нарекуваат прво село жртва на климатските промени. Сакаме одговор сега. Сакаме да знаеме дали морското ниво ќе не потопи до 2045 и што ќе се случи со нас. Нема одговор за вакво прашање. Политичарите велат дека мора нешто да се преземе пред да биде доцна. Ќе дојде време кога ќе биде економски неисплатливо и ризично по живот да се остане на Фейнборн. Затоа извештајот препорачува раселувањето да почне во 2045-та. Научниците велат дека климатските промени влијаат врз големувањето на океанското ниво и се повеќе крајбрежни места ќе мора да се справат со проблемот.
И додека жителите од Фейнборн не се задоволни да станат бегалци поради климатските промени, само неколку илјади од милиони луѓе се очекува да бидат дислоцирани поради зголемувањето на океанското ниво во следните 50 години. Универзитетот во Цирих работи на откривање нови методи за лекување на ракот на дојка. Фейт Лапидус за ова. Според извештај на Светската здравствена организација изготвен во 2018-та, ракот на дојката е најчеста форма на рак кај жените со приближно 2,1 милиони нови случаи годишно. Јохана Вагнер од Универзитетот на Цирих вели дека заболувањето тешко се лекува. Ракот е составен од различни компоненти. Нашата мотивација и цел беше детално да ги опишеме. Ако точно ја знаеме анатомијата на туморите, подобро ќе можеме да ги прилагодиме терапиите. Таа и колегите користеле процес наречен едноклеточна масовна цитометрија за да испитаат 26 милиони клетки на канцер од 140 пациенти. За подобро да ги разберат податоците, тие соработувале со компјутерски научници кои користеле вештачка интелигенција за да го декодираат екосистемот на ракот на дојката, во кои различни видови на клетки на ракот биле третирани како посебни видови. Во истражувањето објавено неодамна во списанието Клетка се вели дека во агресивните тумори често доминира еден тип на клетка на ракот, која често покажува високи нивоа на абнормалност. Претходно, поагресивните тумори се сметаат за поразновидни. Истражувачката Маријана Рапсоманики вели дека оваа абнормалност може да биде една од причините зошто жените реагираат поинаку на терапија и зошто некои лекови не функционираат. Овие клетки се карактеризираат со висока абнормалност и пластичност. Оваа карактеристика им овозможува да се прилагодат подобро на околината и да ги избегнат ефектите од третманот. Истражувачите се надеваат дека со идентификувањето на уникатниот клеточен состав на туморите би можеле да обезбедат подетелен водич за новите третмани против ракот. И во развиените делови на Америка не секој има пристап до интернет. Джули Табу за причините за овој проблем. Работниот ден започнува рано на Sprouting Farms во руралната област во Западна Вирџинија. Вработените рачно ги бират органските продукти. Ги мијат, подготвуваат, складираат. Подготвени за дистрибуирање. Ги ставаат кутиите во камиони. Фармата е и центар за обука за потенцијални земјоделци кои сакаат да научат како да одгледуваат и продаваат. Предизвикот е да се направи процесот профитабилен, вели директорот на проектот Фриц Ботнер. За да се подобри состојбата на земјоделците, мора да се намалат севкупните трошоци од цената на семето до дистрибуцијата и маркетингот. А за такво нешто треба брз интернет, често пати ограничен или недостапен за руралните средини. За сега половина од земјоделците немаат пристап до солиден интернет, не можат ниту да вршат финансиски трансакции преку мобилен. Во градот Хинтон, на 30 километри од Sprouting Farms, поврзаноста со светот не е проблем. Некогашната заедница на железничарите сега е зависна од брз интернет. Кен Алман вели дека неговиот онлайн бизнис, кој поврзува болници и лекари ширум светот, нема да постои без пристап до брз интернет. Фактот што нашиот тим од Хинтон, Западна Вирџинија, соработува со луѓе од Мумбај, Индија или Тел Авив, Израел, за да решат проблеми на терена секаде во САД, зборува за важноста на интернетот за нашата мала заедница. Џо Браус се согласува, како извршен директор на регионалната канцеларија на Нью Ривер Горч. Неговата работа е да помогне во стимулирање и промовирање на економскиот развој во регионот, но додава дека недостигот од поврзаност го кочи развојот. Бизнисите, домовите очекуваат брз интернет. Ако луѓето сакаат да живеат тука, мораат да имаат пристап. Тоа е аспект од модерниот свет. Топографијата на сојузната држава, ниската стапка на популација се меѓу причините поради кои нема брз интернет, но и натаму има надеж дека меѓу овие фармери онлайн поврзаноста во градот Хинтон може да биде урнек и модел и за други помали локални заедници ширум САД. Со оваа информација се одјавуваме. Се гледаме утре повторно.